Валентино Лауцовски. Дамата, домаќинката и курвата. Играчите. Како и секоја игра, љубовната игра си бара играчи. Најубавите љубовни игри се играат во двојки. Најчесто тоа се случува на почетокот на секоја љубовна игра. Мал дел од љубовните игри остануваат со двајца играчи. Често сме сведоци како во текот на животот во љубовната игра се замешуваат и повеќе од двајца учесници во својство на свекрви, баби, золви, благонаклонети соседи, пријатели, пријателки и така натаму. На тој начин, љубовната игра која што е играна од повеќе од двајца играчи добива на динамика, а честопати станува и прилично бизарна. Каков ќе биде крајот, никој не може да знае, а ниту да претпостави. Тајната на добрите играчи. Животните игри што луѓето ги играат добиваат непредвидени пресврти. Овие пресврти честопати бараат неодложна реакција од страна на партнерите. Добрите играчи просто по потреба, во даден момент, кога така наложува ситуацијата, можат да влезат во улогата на партнерот и да направат нешто што ќе им го олесни заедничкиот живот. Например, кога мажот, во отсуство на жената, ќе го преповие нивното мало бебе, или кога жената сама ќе го замени тркалото на автомобилот без да направи драма за тоа дека гумата се дупнала, па да бара од мажот да дојде со такси да ја смени истата. Одбивањето на еден од партнерите да излезе од својот идентитет, за кратко, да ја промени улогата, дејствува иритирачки врз другиот партнер. Партнерот што одбива да го преземе потребниот идентитет, неизбежно кај другиот партнер остава впечаток дека е неспособен. Неспособноста на едниот партнер пак, кај другиот раѓа страв од потенцијален неуспех во остварувањето на заедничката цел. На овој начин, над двајцата играчи се надвиснува сенката на неопстанокот, која што е корен на сите стравови и неуспеси на луѓето во овој универзум. Способните луѓе се прогласени за способни затоа што поседуваат идентитет на способни луѓе, кои потоа им овозможува да земаат други потребни идентитети во зависност од дадената ситуација. Всушност, во принцип, нема неспособни луѓе. Има само луѓе што не сакаат да преземат идентитет на способен човек, кој што би го решил моменталниот проблем во некоја област, па затоа драматизираат неспособност. Неспособните луѓе се убедени дека се неспособни, па така тие драматизираат неспособност за да го докажат ова свое убедување. Мислам дека е излишно да напоменам дека овие процеси се подсвесни и дека самите неспособни луѓе воопшто не знаат дека нивната неспособност не е ништо повеќе од обична драматизација во која што се заробени заради своите убедувања. Животната игра со своите непредвидливи пресврти често од луѓето бара да реагираат брзо и неодложно. Без присвојување на идентитетот, кој што човекот во основа го нема и не сака да го има, тоа едноставно и не може да се случи. Поразите што човекот ги трпи во животот, во голема мера се условени од одбивањето на луѓето барем за кратко, да си ја сменат улогата што ја играат. Тајната на врвните играчи. Ако досега констатиравме дека добрите играчи под принуда, без поголеми проблеми, можат да си го сменат идентитетот, кој што ќе им овозможи да се снајдат во секоја ситуација или барем во поголемиот дел, тогаш врвните играчи можат по своја волја во секое време и во интерес на зголемувањето на квалитетот на играта, извесно време да дејствуваат со идентитет што не им е првично усвоен, чисто само заради разубавување на играта. Колку ли само жени мечтаат за силен мажјак, кој што во љубовното гнездо може да биде и доволно агресивен и груб, а истовремено да се гали како маче. Или истиот тој од каналот за поправка на автомобилот да се најде право во бањата, а потоа во кујната, каде што ќе ја зготви највкусната вечера,
а потоа истата ќе ја сервира на масата со свеќи само за својата сакана и за него. Врвните играчи ги викаме врвни, затоа што само во име на убавината, естетиката и забавата прават работи што не се својствени за останатите. Способноста да го прават ова, да потсетам уште еднаш, доаѓа од способноста лесно да ги менуваат идентитетите. Знам дека ќе помислите дека сето ова е некоја шега или женска фантазија, но не е така. Ова само изгледа фантастично. И тоа само поради фактот што мажите и жените, кои што можат брзо да го менуваат идентитетот, се многу ретки. Доволно се ретки, за да ни се чини дека воопшто не постојат. Кога играчите ќе си ги поделат улогите, тие си ја наоѓаат третата компонента на играта, а тоа е заедничката цел. За луѓето велат дека се социјални суштества, а тоа во превод значи дека движејќи се кон поставените цели, во своите игри тие неминовно влегуваат во интеракција со други луѓе. Еве еден мал пример. За да може човекот да стигне до целта, како што е, например, заработувачката за живот, тој мора постојано да влегува во односи на размена на труд, средства и идеи со други луѓе. Ова особено важи за љубовната игра, затоа што таа априори подразбира присуство на единка од спротивниот пол. Слободата. Од памтивек многу филозофи мудрувале и многу копја се кршеле околу овој поим. Филозофите тргнувале од крајноста дека не постои слобода, па се до филозофските школи што ја величале слободата до границите на тотална анархија и хаос. Јас по ова прашање би го цитирал Денис Стивенс, модерен англиски филозоф од минатиот век, кој што вели: единствената слобода што во овој свет човекот може да ја има е слободата да ја избира играта. И навистина, човекот, затворен во своето смртно тело, во својот ограничен животен век, во суров материјален универзум, каков што е овој, нема никаква друга слобода освен да ги избира играта и со играчите. И тоа не е мала слобода. Тоа што многумина не знаат дека со самото раѓање Господ им ја подарил оваа слобода е одделно прашање. Поради тоа незнаење, ним не им паѓа на памет да го искористат ова дадено право од Бога во текот на животот. Чувството на слобода е уникатно чувство, а тоа не може да се спореди со ниту едно друго. Многу луѓе зборуваат за слобода и што е најтрагично, тие се убедени во тоа дека се слободни во ситуација кога се тотално поробени од околината во која што се наоѓаат и живеат живот под диктат на партнери, шефови, родители, медиуми и така натаму. Среќната жена. Само слободниот човек може да биде среќен човек. Доколку тргнеме од предпоставката дека слободата за избирање на играта е единствената слобода на светот, тогаш многу лесно ќе заклучиме дека среќна жена може да биде само онаа жена што слободно ги избира играта и партнерите. Самото сознание дека партнерот и играта се избрани со афинитет и по слободна волја, ја прави играта да биде играна на најубавиот можен начин, што доведува до зголемување на чувството на среќа и исполнетост од животот. Кога пак на ова ќе биде додадено сознанието дека играчите имаат слобода таа игра да ја менуваат и приспособуваат во согласност со своите заеднички афинитети, среќата е неизбежна. Еден убав став на среќните луѓе. Никој на никого не му го должи својот живот. Вистински среќните луѓе се слободни, меѓу другото и поради тоа што не си ја наметнуваат потребата да трпат некој што не им се допаѓа. Ниту една религија не ги присилува луѓето да трпат нешто што не им е по волја. Од време на време разни религиски учители заради лична афирмација или пак за да се направат паметни, пропагираат трпење како пат кон просветлувањето. Но тоа се лаги, на кои денес не им веруваат ниту малите деца. Запомнете,
никому не му го должите вашиот живот. Која би била смислата на постоењето ако наместо нашиот живот со наши желби и афинитети би живееле живот со туѓи идеи? Како да станете несреќни? Најсигурниот рецепт за да станете несреќни е да дозволите негативците подолго време да бидат во ваша близина. Негативизмот е заразен. Тој нема да остави никого недопрен без оглед на тоа колку човекот се чувствува силен и нескршлив во своите убедувања и намери. Негативците ќе ве демнат, упорно и истрајно, се додека во еден миг, при чувство на ментална скршеност, не попуштите и не им дадете согласност за нивните темни визии за светот. А кога еднаш човек ќе се согласи со нивната очајна реалност, тој неосетно ќе ја присвои истата. Како резултат на тоа, негативецот ќе си добие уште една жртва за малтретирање. Тоа е основната цел на нискоемотивните личности – да спуштат што е можно повеќе луѓе на нивното ниво, за да си имаат поголемо друштво за играње. Многу од религиозните организации се збиралишта на мрачни луѓе со пропаднати цели и идеали. Тие честопати со летоци, бесплатни списанија или верски предавања намамуваат лековерни луѓе за да им се придружат на нивното друштво. Внимавајте кога некој ќе ви предложи спасение и некакви рајски градини, канејќи ве да присуствувате на нивните религиозни состаноци. Исклучително штетната состојба можеби. Аристотел, уште пред Христа, дефинирал дека во исто време, во овој универзум, една работа може да постои или да не постои. Тоа е основен закон на универзумот, кој што е откриен пред повеќе од 2000 години и представува појдовна точка за дефинирање на сите други природни закони. Или нештото постои, или не постои. Ништо на светот не може да постои и да не постои во исто време и простор. Состојбата можеби представува лага, а истовремено и обид за да се искриви основниот универзален закон. Ова искривување создава конфузија кај човекот и го оневозможува да се движи успешно кон своите цели. Кога човек подолго време живее со оваа искривена состојба, тој самиот се искривува во ментална, па дури и во физичка смисла. Човекот чувствува исконска потреба да добие одговор да или не. Одговорот можеби е исклучително иритирачки и колку повеќе луѓето навикнуваат да го прифаќаат тој одговор, до толку повеќе тој станува нивен животен стил, продлабочувајќи ја нивната конфузија. Состојбата можеби е нерешителност во помала или во поголема форма. Кога подолго време еден човек ја практикува состојбата можеби, тој човек полека паѓа надолу по емотивната скала и се доведува себеси до состојба на мистерија. Од своја страна, мистеријата континуирано генерира нови и нови проблеми, како за човекот што е во состојба на мистерија, така и за неговото опкружување. Замислете љубовна врска со партнер што цело време на сите предлози одговара со можеби или ќе видиме. Секако дека има ситуации за кои што на човек му треба време за да пресмета дали може или не може нешто да направи, но доколку состојбите можеби и ќе видиме потраат подолго време, партнерот кој што го чека тоа можеби или ќе видиме да се претвори во да или не, задолжително ќе почне да се фрустрира. Оваа фрустрација се зголемува право пропорционално со времето поминато во состојбата можеби и има тенденција да прерасне во невроза, па дури и да предизвика психоза кај партнерот држен во ваква состојба. Од друга страна, луѓето се склони кон тоа да копираат манири од околината, така што едниот партнер кој што е во хронична состојба можеби, може многу лесно да го зарази и другиот партнер. На тој начин општеството од еден можеби човек добива двајца. И така, кога ќе се намножат доволно единки кои се во хронична состојба можеби, добиваме дефектни семејни заедници, фирми, држави и така натаму.
Ве молам да обрнете внимание на сите луѓе со кои што доаѓате во контакт, а кои често го манифестираат манирот можеби во нивното поведение. Вашата среќа директно зависи од тоа дали и до кој степен ќе ги вклучите овие луѓе во вашата животна игра. Научете да создавате комплементарни цели. Интелигентните луѓе знаат да создаваат комплементарни цели. За разлика од егоистите, кои што гледаат исклучиво само на својот личен интерес, тие знаат дека не постои добра игра без да бидат задоволни и двајцата играчи од неа. Затоа тие квалитетно комуницираат со соиграчите и така јасно им даваат до знаење што мислат и што планираат. Потоа настојуваат да создадат и да учествуваат во игра што ќе биде интересна за сите вклучени страни. Кога луѓето не тежнеат кон општо задоволство за сите играчи во играта, тогаш тие избираат игри во кои целта им е да ги победат другите играчи. Никој не сака да биде победен во играта на животот. Оној што денес ќе го победите, ќе ви стане доживотен непријател во таа мера, во која што играта во која што сте го поразиле била важна за него. Бидете сигурни дека тој будно ќе чека можност за кога тогаш да ви се одмазди. Тоа е многу природно и човечки. Затоа, лошите играчи со текот на животот, самите, несвесно, си наоѓаат мајстор што ќе ги порази во нивната животна игра. Убавата игра не познава победници и победени. Кога убавата игра ќе заврши, сите страни се среќни и задоволни, затоа што учествувале во игра што ги довела до целта. Тие со задоволство ќе се сеќаваат на играта и повторно ќе сакаат да заиграат нова игра со истите соиграчи. Доброто однесување. Никогаш не можете да претерате со доброто однесување и со фините манири. Луѓето што добро се однесуваат и внимаваат на туѓите чувства имаат многу повеќе шанси за успех, за разлика од простаците што трескаат глупости во секакви пригоди. Нема многу правила за добро однесување. Постојат цели книги со купишта приказни за доброто однесување, но сето тоа се сведува само на неколку правила кои, доколку ги почитувате, ќе ви овозможат убави перспективи. Еве ги тие неколку правила. Број 1. Обрнувајте внимание кога некој ви зборува. Без да го прекинувате, сослушајте го се што има да ви каже, а потоа потврдете му дека сте го разбрале. Доколку не сте го разбрале, побарајте дополнителни објаснувања. Број 2. Немојте да го омаловажувате соговорникот, немојте да му зборувате од високо и немојте да зборувате омаловажувачки за други луѓе. Не давајте проценка за тоа што му треба на соговорникот. Никој не сака да слушне што му недостасува или што му треба. Секој најдобро си знае сам за себе. Број 3. Не подсмевајте му се на никого. Човекот е создаден од важност, а подсмевањето е директен удар врз таа важност. Никој никогаш нема да ви заборави дека некогаш сте му се подсмевале. Бидете сигурни дека ќе начека момент кога ќе ви врати. Број 4. Не омаловажувајте ги нештата што им значат на другите луѓе. Знаете дека никој нема потреба да слушне од вас како неговиот омилен пејач ви е одвратен или дека го мразите фудбалскиот клуб за кој што тој навива. Умните луѓе, доколку не создаваат пријатели, барем го избегнуваат луксузот да си создаваат непријатели. Интелигентната жена. Интелигенцијата е способност за проценување. Тоа не е ниту благородност, ниту духовност, ниту пак доблест. Тоа е само способност што ја има секој што научил да проценува. Не случајно велам дека ова е научена способност. Колку повеќе човек ги држи очите отворени и колку е послободен да се соочува со животот, толку повеќе се зголемува неговата интелигенција. Ве молам, разберете дека проценката секогаш и без исклучок се прави само за корисноста или некорисноста на која било работа, почнувајќи од предметите, ситуациите, луѓето, па се до дејствата што ги прави човекот.
Ова подразбира дека интелигентниот човек прави добра проценка за тоа што е добро за него и не се лаже да прави постапки што се бескорисни за него. Една голема лага што треба да биде разоткриена. Има многу луѓе што веруваат во митот дека човек не треба да гледа само од корист. Внимавајте, ова е многу валкана и опасна стапица. Кога човек не гледа корист во одредена своја постапка, тој во најмала рака си го губи времето. Тоа е доволно голем показател дека постапува штетно за себе. Не постои нормален човек на земјава што свесно оди против себе. Кога ќе видите како некој оди против себе си, треба да знаете дека тој човек постапува неинтелигентно. Секако дека сите ние понекогаш во животот постапуваме неинтелигентно. Работата е само во тоа што ние треба да го разбереме тоа, па неинтелигентната постапка која што сме ја направиле во одредена ситуација, во иднина да ја замениме со интелигентна постапка. Интелигенцијата, како што веќе реков, е способност за проценување на игрите и извлекување корист од нив. Тука не станува збор само за материјална корист. Ние се дружиме со интересни луѓе со кои споделуваме реалност не само поради материјална корист. Тоа го правиме и затоа што ни е пријатно со нив. Самото пријатно чувство, кое што ни се јавува кога комуницираме со некого, е доволно голема корист за да знаеме дека постапуваме интелигентно. Но кога водиме празни разговори со некого или едвај чекаме тој да заврши со неговата приказна, треба да ни биде јасно дека со него само напразно си го губиме времето. Времето што го имаме на овој свет не ни е дадено за да го расфрламе. Тоа ни е дадено за да направиме нешто убаво за самите себе си и евентуално за другите, со кое што ќе се чувствуваме исполнети. Дамата, домаќинката и курвата. Поглавје за машките читатели. Се надевам дека од досега напишаното разбравте дека само интелигентна жена истовремено е способна да биде добра дама, домаќинка и курва. Брзата и ефикасна промена на идентитетите зависи само и само од брзата проценка на ситуацијата и од приспособувањето на истата. Интелигентната жена ги цени ситуацијата и соиграчите и се приспособува брзо, ефикасно, спонтано и од срце. Доколку заслужите и доколку сте доволно вредни од неа да го добиете посакуваниот идентитет, вие тоа ќе го добиете, а потоа и двајцата обострано ќе уживате. Во креветот вие ќе бидете љубовникот, а таа вашата блудница. Ќе ве љуби до заборав и ќе направи да посакате ноќта никогаш да не заврши. Ќе биде достојна домаќинка на која нема око да и трепне да влезе со вас во бавчата и да ги исплеви лалињата, додека вие ги копате леите со рози или пак да ви го сготви најубавиот ручек, додека вие сте на пазар и се враќате со полни торби квалитетни производи. А кога ќе излезе со вас во театар, таа ќе го облече најубавиот фустан и ќе блеска до вас со својот изглед и со своето поведение. Таа ќе биде дама, во вистинската смисла на зборот. Второ, што исто така сакам да го истакнаме, дека интелигентната жена секогаш ќе се предаде само на интелигентен и способен маж. Таа во недостаток на ваков маж можеби ќе реши да се задоволи со помалку блескав примерок, но никогаш пред него нема да ги покаже сите своји квалитети и способности. Жената е огледало на мажот. Луѓето велат дека жената е огледало на мажот и тоа е вистината за речиси 90% од жените. Секоја жена која што се наоѓа покрај интелигентен маж има тенденција да го издигнува нивото на свеста, а соодветно на тоа и нивото на својата интелигенција. Жените имаат одлична интуиција за корисно и убаво и секогаш се склони кон напредок. Доволно е само да го најдат вистинскиот партнер и успехот е неизбежен. Ова важи за целата женска популација, со тоа што оние 10% што ги оставив како резерва се само малку потешки за приспособување. Таквите единки обично се израснати во тешки услови, со асоцијални родители и во принцип се затворени во себе и се понекомуникативни. Со вистинско превоспитување и тие можат да напредуваат, но тие најчесто си наоѓаат поелементарни партнери, па животот си го поминуваат поскромно.
тука релативно малку може да биде сторено. Принцезата и селанецот. Човекот секогаш го има само она што е тој и ништо повеќе. Мажите обично сакаат да бидат се, само не господа, домаќини и љубовници, а истовремено сакаат подрака да водат жени што истовремено ќе бидат и дами, и домаќинки, и курви. Извинете што ќе морам дел од вас да разочарам, но дозволете ми да ве потсетам дека ако сакате подрака да водите принцеза, треба да сте барем принц. Принцезите се мажат со селани само во приказните и цртаните филмови. Во реалниот живот, ако сакате да бидете селанец, за жена ќе си земете селанка. Заборавете на приказните од берберницата за квалитетите што треба да ги поседува вистинската жена. Тие квалитети ќе ги добиете само и само, ако и вие со соодветни квалитети парирате на оние што ги барате. Животот секогаш ќе ви го даде она што вие ќе му го дадете нему. Тука повторно сакам да истакнам дека зборот селанец е употребен во својата архаична смисла како термин од приказните, заради давање на нужен литературен контраст на текстот, а не како термин за определување на тоа кој каде се родил или израснал во сегашно време. Однапред се извинувам ако некој се најде погоден во случај на погрешна интерпретација на мојата намера.